почитувани административни службеници, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Власта на Никола Груевски најбезобразно излажа дека не планирале казни за администрацијата. Планирале, фатени се во лага. Минатата недела, откако предупредив за евентуалната злоупотреба на казненото оценување, а власта јавно тврдеше дека оценувањето на администрацијата за 2015 година било пилот проект, во собранието тивко предложиле законски измени по скратена постапка со кои што се обидуваат да се излечат. Еве го предлог законот на владата, поднесен пред некој ден, во кој со членот 7 признаваат дека го планирале казненото оценување. Но власта повторно манипулира. Таа со истиот модел на оценување. Административните службеници планира да ги казнува и во наредната 2016 година. Почитувани административни службеници и граѓани, ги пресреднавме и ќе ги спречиме. Не може шефот да изрекува казни за службеникот и да предлага откази по политичка волја. Слушнавме докази како шефовите и раководителите се поставувале од Груевски ВМРО ДПМН. На нив им се одврзани рацете да вршат политички уцени и притисоци врз луѓето од администрацијата и да им се осветуваат за политичката непослушност. Тоа повеќе нема да го дозволи. На моја иницијатива, како што ветив, опозицијските пратеници во собранието уште денес ќе предложат предлог закон за дополнување на законот за административни службеници. Со овој закон бараме да се одложи примената на овој модел на оценување до 2017 година. Овој предлог закон е резултат на бројните средби и трибини што ги имавме со административните службеници, консултациите со синдикалците и експерти од областа. Со законот бараме во текот на следната година, до 2017 година, врз основа на широка расправа со луѓето на кои се однесува законот и со експертската јавност да се утврди модел за вистинска мотивација на администрацијата. Потребни се квалитетни решенија, а не одредби за притисоци и политички злоупотреби. Заврши времето кога Груевски ВМРО ДПМН ја казнува и оценува администрацијата.